ден имав спорт и како голманка се фрлав кон топката само да не влезе во голот. Се случува повеќе пати да добивам удари по стомакот, но овој пат беше поразлично затоа што силно го удрив стомакот од стативата. Болеше, но продолжив со бранење. Подоцна одејќи кон дома, почувствував страшна болка во стомакот што малку ме загрижи. Кога стигнав дома, видов дека сме имале гостинка и ја поздравив и се упатив кон тоалетот. Болката се зголемуваше и чувствував како во внатрешноста полека органите ми се отсекуваа, а јас ништо не можев да направам. Добив прв пат на одмор во Грција, летото пред да наполнам 12 години. Неколку другарки веќе имаат добиено и знаев што е. Ја викнав мајка ми во тоалет. Само не знаев дека трае повеќе денови, мислев само еднаш тече крв и само еден ден трае. За малку ќе падне во несвес, но кога ја видов крвта на гакичките, се скаменив. Помислив дека имам внатрешно крварење и дека умирам. Изгубена во просторот и времето, само знаев дека требаше таа информација да стигне до мајка ми, a.k.a. медицинската сестра која сигурно знае што да се прави. Ги наполнив гаките со тоалет хартија, можеби и целата ја потрошив, и со наде за помош се упатив кон неизе. Стигнав до дневната каде мајка ми и гостинката беа седнати и правеа муабет и им мавнав на мајка ми да дојде до мене. Заинтересираната гостинка за тугите животи и тишината не ми одеа во прилог затоа што рече си извикав. Изгледа умирам, имам внатрешно крварење. Денес многу силно го удрив стомакот. Многу ме боли стомакот и крв има на гаките. Мајка ми се насмевна и ми шепна дека имам добиено. И пак пливав на одморот, вадав улошка пред пливање и ставав нова потоа. Се плашав да не има крв и мајка ми со пешкир ме пречекуваше на излегување од вода. Секако се срамев од татко ми дека имам добиено. И првите неколку месеци срам ми беше од шушкањето на улошките кога се отвараат и толку полека правев се во тоалет. Процесот на менување улошка траеше по 15 минути. Првото користење на тампон го доживеав како повторно ослободување на мојата телесна слобода за време на менструација. Првата менструација ја добив на 10 години, релативно мала за тоа време. Сега ми се чини се понормално девојчињата да добиваат на помали години. Бев дома. Си игравме со барбеки со другарка ми и кога отидов во веце на гаките видов крв. Отидов одма на долниот кат каде што беа мајка ми и баба ми, да им кажам што се случи. И нивната прва реакција беше уплашена и изненадана, бидејќи бев многу мала. Од друга страна ми честитаа што сега веќе сум пораснала. Веднаш ме опремија со влошки и ми објаснија дека од сега секој месец ќе имам крварење и јас. Бев во училиште. Мислам дека 600 оделенија. После големиот одмор ме болеше премногу стомакот и почувствував главоболка. Прво помислив дека имам добиено некој вирус, но ете, излезе дека е прва менструација. Земав такси и се вратив дома. Мајка ми ме научи како се користат производите за хигиена. За жал ја наследив од мајка ми најтешката форма на менструација. И ден денес секој месец мачам со секакви апчиња и инекции, кои не делуваат 100%, но јас јавно зборувам за сите овие работи бидејќи сметам дека тоа не е нешто што треба да се крие и од што треба да се срамиме како жени. И за крај, се надевам дека во нашата земја еден ден ќе се придаде поголемо значење на поимите менструација, менструална хигиена и колку таа чини во месецот, а не може секој девојче да си ја дозволи. И ќе се излезе од стигмата дека менструацијата е нешто срамно. Секогаш се прашувам зошто претходно не ме подготви на нешто такво, туку се молчеше се до последен момент додека не се случи. Истото го дискутираме често и во друштво. Многу помала паника и посмирена би била целата ситуација ако однапред се подготват девојките, ама како и за многу други теми, одење на гинеколог, пап тестирање, ХПВ, циста, кај нас се зборува помалку во споредба со депилација, силикони и филери, но тоа е друга тема. Не знам како да ја започнам приказнава за моето прво добивање, затоа што сум трансмаж. Касно добив, затоа што доцна влегов во пубертет, на 18 години. Додека бев средно,
имав другарки кои отворено зборуваа со мене за нивниот циклус, додека јас се уште немав. Потајно се надевав дека тоа никогаш нема да ми се случи, дека ќе ме прерипне, дека можеби имам некаков синхроничен проблем и нема да добијам. Добив 1 месец после матура и не беше толку трагично колку што мислев дека ќе биде. Ми заврши целата параноја, несигурност и константно исчекување на одговорот дали некогаш ќе добијам. Бев меѓу првата во одделението што добија. Не знаев ни што е тоа. Отидов во тоалет еднаш и имаше крв. Се преплашив и отидов кај мајка ми. Таа ми објасни и иако не бевме сигурни дали е тоа, зашто имав само 11 години. Покасно не сакав да се помирам со тоа. Не сакав да користам производи и постојано само носев повеќе пара долна облека. Тие не сакав да се видат, па ги криев под креветот, под душекот. Тоа траеше со години. Не се сеќавам како и кога точно тоа прекина, но знам дека можеби 10 години подоцна беше моментот кога првпат сватив колку всушност лошо сум ја поднела таа фаза. Да, ми беше ужасно првите неколку месеци, но колку и да звучи утописки, мојата менструација ми помогна да го прифатам своето тело такво како што е и да изградам поздрава врска со себе и со она што го очекувам во иднина. Сега, после година време хормонска транзиција, немам менструација и сваќам дека со или без неа јас сум пак маж и дека истиот е природен процес кој нема влијание врз мојот идентитет. А со тоа никако јас се доживувам себе си. Еден природен нормален процес, за кој колку и да звучи сулудо, од оваа перспектива ми е мило што сум го искусил. Додека сите мои другарки и сите девојки во класот веќе имаа добиено менструација, јас немав. Поради ова чувствував огромен притисок и добивав коментари дека можеби треба да посетам доктор или докторка. Веќе бев во средно, на 16 години, кога за прв пат добив менструација и мајка ми рече: "Е, сега си жена." Не добив никакви дополнителни информации, а во тоа време немав ниту интернет, ниту некој со кој се чувствував удобно да прашам што е тоа и што всушност значи. За мене, периодот кога за прв пат добив менструација е едно од најнепријатните сеќавања, полни со неудобни емоции и срам. Одвратно е тоа што е така и ги карактеризира младите жени. За менструацијата мора да се зборува почесто за таа да се нормализира. Бев 10 и мислев дека сум се покакала бидејќи беше кафеавкаста боја. И од срам ги фрлев гаќите во ѓубре. Мојата прва менструација ја добив на 12 години. Се случи додека бев кај другарка ми дома и ја читавме книга за секој девојче. Јас си спомнав дека се чувствувам неудобно и дека имам болки во долниот дел од грбот, а таа ми предложи да го направам ПМС тестот што беше понуден од книгата. Епа вака. Само сакам преку мојата приказна да укажам колку лош и непотребен притисок се прави кај младите девојки кога станува збор за менструација. Мојот прв пат беше на 15 години. Значи прва година средно тек бев. Сето тоа што го гледав од моите врснички дека сите имаа прва менструација на 12-13 години ми представуваше огромен притисок. Од кога го направив, сватив дека е можно дека веќе сум во ПМС и отидов во тоалет да проверам да не има нешто. На моје изненадување имаше малку крв. Се осетив пресреќно. Ги известив одма другарка ми и мајка ми, отидов дома и ја добив лекцијата како да ја наместам улошката. Се чувствував дека мора да добијам што поскоро и некој како да ми се скратуваше женскоста. Што 2-3 месеци пред да добијам вистински, лажев дека веќе имам. Ужас. На крајот испадна дека се било окей со мене. Ете, некој покасно го искусува тоа. Сакам да дадам до знаење дека ништо од тоа што мислиме и што представува стереотип за жена не прави повеќе или помалку жена од тоа како се чувствуваме во нашата кожа и што представува жена за нас. Се сеќавам дека бев многу
хиперактивна и особено среќна, бидејќи во споредба од моите соученички тогаш јас бев една од оние кои покасно ја добија својата прва менструација и се осеќав како дека нешто не е во ред со мене, дури дека никогаш нема да добие. Иако траеше 11 дена и веќе после 5-тиот ден веќе ми се здосади.